Со нови препораки излезе денес Комисијата за заразни болести, ставајќи го акцентот на важноста на сертификатите за прележан ковид и на бустер дозата на вакцина. И Комисијата за заразни болести предлага траењето на сертификатот по прележана болест наместо досегашните 45 дена да трае 180 дена, сметано од датумот на позитивен ПСР тест. Според Комисијата, особено е значајно вакцинацијата со трета доза, зашто анализите покажале дека бројот на починати пациенти кои се целосно вакцинирани е минимален. Каде што е направена и анализа на сите случаи на хоспитализација и смрт од COVID-19 во периодот од 1 до 31 јануари за 2022 година. Анализата покажува дека во анализираниот период само 6 лица од пациентите кои примиле трета доза завршиле со смртен исход, односно со бустер доза. Сите смртни случаи кои што биле констатирани имале дополнителни болести, односно коморбидитети, како што се диабет, карцином, кардиоваскуларни заболувања и обезност. Исто така, особено е важно да се знае дека ефикасноста на вакцината опаѓа со текот на времето. Ако по тој основ рачунаме подолго од 6 месеци поминато време, ефикасноста на вакцината не е истата со 3 месеци после вакцинација. Над 97% е заштитата на вакцинацијата по однос на смрт и над 91% по однос на хоспитализација, доколку се работи за вакцинација во последните 3 месеци или доколку се работи за вклучање на трета доза. Поради ова од Комисијата најавија кампања за вакцинирање со трета доза. Инаку во државата со 2 дози вакцина се имунизирани одвој 40% од населението, што е исклучително мал процент за стекнување на така наречен колективен имунитет.